Задушена со голи раце и избодена со нож до смрт, обезглавени со отсечени раце и нозе, серијски убиец што си ги задоволувал страстите врз мртвите тела. За релативно краток период ни се случија неколку грозоморни убиства на жени, според кои може да се напишат филмски сценарија за морбидни хорори. Последниот случај викендов во Таорија згрози јавноста. 51 годишен жител од општина Зеленикова ја зел сопругата од работа и ја одвел во непристапна шума близу селото Летевци. Ја тепал и малтретирал. На крај ја задушил држејќи ги устата и носот затворени. Жената починала во агонија. Телото го фрлил во шумата и го покрил со гранки. Откако ја убил, се јавил во полиција и ја пријавил дека исчезнала, за само ден потоа да пријави дека знае каде е жена му, бидејќи вечерта ја сонил. Ова е иморничавото алиби со кое се брани. Тврди дека тој не е убиецот, туку дека таа на сон му се јавила. Ова е само последното во низата морбидни убиства. Пред неколку месеци во општина Старо Нагоричане се појави и првиот серијски убиец во поновата македонска историја. Овчарот Трајко Бојковски од село Малутино е обвинет за убиство на 4 жени и уште 2 обида. Мотив на серијскиот убиец му била омразата кон жените, а делата ги извршувал подмолно со ниски пободи и користолюбие. Еден од случаите е кога влегол во куќата на заспана жена и физички ја нападнал и насилно почнал да ја задушува. Од бројните скршеници и повреди поради кои не можела да дише, жената починала. На идентичен начин ги убил и другите жени. Добро го познавал теренот, жените ги демнел па ги напаѓал, а сите откриени убиства се случиле во период од јануари 2025 до февруари годинава, кога беше откриен. Обвинителството влезе во трага на серијскиот убиец во февруари, кога беше пронајдена последната жртва полугола во незиниот дом. После тоа започнаа да се откриваат и другите убиства кои биле затворени како природна смрт. Беа откопани 3 жени како можни жртви, а нивната обдукција потврди 2 убиства. Претходно хорор се случи во Штип. 74 годишниот Денис Сасанов е осуден на доживотен затвор за убиството на 79 годишната Борјанка Николова, на која и го распрчил телото. Дел од трупот беше пронајден во дворот на неговата куќа, додека останатите делови не беа пронајдени покрај потрагите на полицијата на депонијата близу Штип. Со остар предмет ги отсекол главата и нозете на жртвата, трупот со рацете го закопал во дворот на неговата куќа, додека останатите делови ги фрлил на непознато место. Доживотен затвор доби и 60 годишниот Усеин Рашидов за убиството на 46 годишната Танкица Младеновска од Кочани. Тој призна вина пред судот за свирепото убиство. Младеновска беше над 40 пати избодена со нож до смрт пред нејзината куќа додека се подготвувала да оди на работа. Во последните 5 години во Македонија се убиени околу 30 жени.